денеска и ќе зборуваме за интересна тема, а тоа е хуманост, а тоа е нешто што е итекако битно, особено за лицата со посебни потреби, кои се итекако важни во општеството и треба да ги уживаат сите права кои ги имаат и останатите граѓани во државата. Токму во петок ќе се одржи доста интересен настан, свечен настан за лицата со посебни потреби во организација на Евангелската црква. Затоа во студиото на Утро го поканивме господинот Горан Илиев од Евангелска црква. Господине Горан, добре ни дојдовте во Утро. Добро најдовме, Даниела. Благодарам за поканата и поздрав до гледачите на КТВ телевизија. Ви благодарам и јас што се одзвавте на поканата, бидејќи ќе го представиме и настанот кој го организирате во чест на лицата со посебни потреби. Ајде малце подетално да ни кажете од кога овој настан постои, дали е прв, дали веќе сте го организирале некаде и каде се ќе се одвива и што ќе имаме на самиот настан. Да. Благодарам за можноста да споделиме. Овој настан е прв во Неготино, но не е прв во светот. Всушност, оваа година се одржува во 73 различни земји, на повеќе континенти, и некаде самиот настан ќе го одржуваат над 100 градови во неколку земји. Значи, започнате во пред 10 години, 2014 година, со тоа што на почеток се одржувал во неколку градови, а сега веќе во многу повеќе. Основач на овој настан е Тим Тебо фондацијата. Всушност, личноста Тим Тебо е човек кој што е бивш американски фудбалер и човекот одлучил да дел од своето богатство, од своите финансии посвети да покаже љубов и да ги радува овие лица. Така, што се ќе имаме во продолжение, оди и самото, одат снимки од видеото, нели, што се ќе има на тој настан. Ајде да опишеме, мада што и гледачите гледаат. Настанот е многу интересен. Замислен е како бал или матурска вечер за овие лица. Причината е затоа што голем дел од овие лица можеби никош не искусиле таков настан. Некои од нив можеби се родени така, никогаш немале можност да одат на училиште или пак подоцна доживеале некаква повреда, но во секој случај ова е уникатен настан за овие лица. Замислен е како матурска вечер која што се прославува во Америка, бидејќи таму се прогласува на самиот настан крал и кралица на крајот на настанот на прославата, на самиот бал. Овде сакаме тоа чувство кое што го доживува таму за прогласување на крал и кралица да не биде само една или две личности, него да го искусат сите овие лица. Затоа ние на крајот на настанот ги прогласуваме сите за крал и кралица и секој од нив добива круна. Ги кронисуваме, има завршеток кој што е прослава, добиваат подароци, во меѓувреме на самиот бал има музика во живо, каниме музичари, во некои места дури и познати музичари кои што се одзиваат на овој настан. Така да вреди да се дојде и верувам дека од искуство, од оно што го правевме во другите градови, самите лица се радуваат. Тие се полни со радост за вниманието кое што им е дадено. Така, кој се ќе земе учество во организацијава за да ги подготви учесниците, би рекла, сите оние кои ќе земат учество во настанот? Добро прашање. Тука сакам да искористам можност и да заблагодарам на сите кои што ќе учествуваат. Пред самиот настан, околу 1 час, сите лица кои што ќе дојдат, ќе имат можност да бидат разубавени од фризери и стилисти кои што се од Неготино и од Кавадарци. Тука сакам да заблагодарам посебно на фризерите кои што се одзваа на поканата, затоа што тие решија волонтерски, доброволно, без никаква надокнада, да тој час се вложат себе си, да жртвуваат од своето време, од своите финансии, да ги разубават овие лица. Исто така ќе имаме волонтери кои што за секој едно вакво лице, отприлика ќе имаме околу 80, ќе бидат придружници, ќе бидат партнери за целото тоа време на забавата
И волонтери имаме од Црвен крст кои што се пријавија, имаме од Центар за дневен престој, Порака, од Неготино, од Скопје, имаме од Кавадарци исто така. Учесници на самиот настан од лицата со попреченост имаме од повеќе здруженија. Од Центар Порака, Здружение на слепи од Неготино и од Кавадарци, поединечни семејства и други организации. Значи ќе биде доста интересно. Дали е ова од отворен карактер, дали може и обичните граѓани кои сакаат да присуствуваат на овој настан да дојдат да видат што е и како е? Настанот е од јавен карактер, во секој случај не е нешто тајно што го правиме, но сепак бројот е ограничен. Ние од прилика очекуваме околу 200 гости и не сме во можност да поканиме било кој. Морам да признам дека настанот е наменет, фокусот на овој настан се овие лица. Тие се во центарот на вниманието и сакаме тие да го почувствуваат тоа, да знаат дека ова го правиме за нив, за да искусат љубовта, вниманието, грижата и да се почувствуваат дека тие се вредни и ценети исто во ова општество. Така е. Знаеме дека како Евангелска црква и те како имате активности, голем број на активности со кои помагате во најразлични сегменти. Ајде малку околу тоа, што се правите, каде се помагате? Евангелска црква и на локално и на национално ниво, освен тоа што е фокусирана на Божиот збор, бидејќи сме црква, има доста хуманитарни активности и една од тие активности ни е поврзани со овие лица. Имаме редовни контакти со нив, често пати имаме заеднички проекти, организираме некакви подароци, хуманитарна помош, во на што овие лица имаат потреба. Но освен тоа се трудиме да бидеме на благослов на целото општество. Пред 3 години отворивме во Неготино хуманитарен центар за алишта, каде што секое семејство или поединец може да донесе алишта кои што се добри, зачувани. Истовремено семејствата кои што се социјално загрозени можат да дојдат и да си подигнат бесплатно од овие алишта. Исто така, освен овој проект, во некои наши градови имаме социјални кујни, например во Велес. Таму редовно секој месец околу 100 семејства примаат социјални пакети со храна. И имаме кујна каде што се готви, се приготвува храната, во последно време таа се пакува и лицата може да дојдат и да си ја земат. Слично нешто правиме и во други градови, така да сакаме со овие проекти да ја покажеме и хуманоста на дело. Никој да не биде заборавен и секој на некаков начин да биде опфатен и да му се помогне. Што следно? Еве ова ќе биде во петок во Хотел Парк, чинам ќе биде настанот. Што следно имате како проект кој треба да се реализира во иднина? Тим Тебал фондацијата замислува после овој настан организаторите, ние како црква да ја продолжиме соработката. И во таа мера замислени се некакви проекти за заеднички работилници. Исто така можност да продолжиме со хуманитарни проекти, но и самата фондација веќе развива платформа која што се нарекува Shine On или Проложи да сјаиш, каде што на овие лица и дава можност за сега, барем преку одредена интернет платформа, тие да се вклучат и да може да контактираат со други лица од целиот свет, но исто така и да бидат поврзани со одредени вакви организации кои што би им помогнале со ресурси, со материјали, со совети, со можеби нивни стручни лица и со било што друго што им е на располагање. Па ова исто така дел од проектот кој што е замислено после настанот. Значи да се развиваат контактите не само во градот, него и пошироко, за да можат да имаат и комуникација, меѓутоа и совети, како што рековте, одредена помош. И соработка и дружење, да не се чувствуваат затворени во своите домови, бидејќи многумина од нив не може да излезат од својата соба. Сега, за жал, засега ова платформа ќе биде само на англиски јазик, но оние што разбираат англиски можат да комуницираат со други вакви лица. Понатаму се размислува да се направи и на други јазици и да се преведат дел од овие материјали. Така.
Мислам дека се кажавме. Ако нешто заборавивме, еве можете слободно да кажете, доколку сметате дека е важно граѓаните да го знаат. Јас уште еднаш би се заблагодарил на сите оние организации кои што и поединци кои што зедоа учество во овој настан. Настанот секако се уште не е одржан, но за 2 дена тој ќе се случи и еве ќе ни биде радост да можеме за прв пат во Неготино да го искусиме, иако досега се случуваше во Ресен, во Струга, во Скопје, но еве и во Неготино сега ќе го имаме и исто така ви ве поканил како телевизија да дојдете и да го проследите настанот. Така, ви благодарам уште еднашка на поканата и секако за вашето учество, па за следните тековни активности ќе бидеме тука и ќе ве проследиме како медиум. Благодарам и на вас.